Здраво и добродојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за оогенеза. Односно за процесот на создавање на јајцеклетки, на зрели јајцеклетки кои се спремни за оплодување. И ова главно ќе го разгледаме од страна од генетски аспект, бидејќи ова може да се разгледува дали од аспект на ендокринологија, физиологија, хистологија, ембриологија и така натаму. И да започнеме. Значи сега најголемите заработења за кои ќе збориме се случуваат во овариумот. Овариумот или јајникот се каде што, да речеме сега, упростено се складираат јајцеклетките, кои понатаму се изфрлаат во јајцеводот и чекаат да бидат оплодени. Сега на почеток добро, немаме изфрлање, немаме никакви немаме јајцевод, имаме си некој си рудиментиран овариум. Бидејќи на почеток започнуваме каде што плодот, бидејќи ова уште се случува во матката на мајката, каде што плодот е отприлика 3 месеци стар. Каде што веќе има, значи едни клетки кои се нарекуваат оогони, значи ги нацртаме вака, ги нацртаме клетки кои се оогони. И ќе бележиме дека имаат јадро. Значи имаат јадро. И значи овие клетки ги нарекуваме оогони. Е сега интересно е дека овие во овој стадиум всушност имаат 2N хромозоми со 2C. Е сега тие веќе после поминување на третиот месец почнуваат една фаза на намножување и особено фаза на раст, значи фаза на раст, поминува една фаза, каде што тие се диференцираат и се добиваат, сега пак да земеме овдека сина мојот, за можеме пак да направиме клетки. Сега ќе ги направиме некој со плаво, па со портокалово јадро. Така се добиваат клетки кои се нарекуваат примарни ооцити. Значи овие клетки се нарекуваат примарни ооцити. Е сега овие имаат генетски материјал всушност 2N4C, бидејќи започнува меотската делба кај нив. И ова во овој период всушност има околу 2 милиони јајцеклетки, значи милиони јајцеклетки кои започнуваат, значи таа прва фаза на меотската делба. Но како што тече првата фаза, тие всушност прават една пауза, значи ова да речеме дека е копчето за пауза, која се случува во диплотен стадиум. Кој е дел од профаза 1. Значи профаза 1. Тоа е всушност одма на самиот почеток на мејозата. И тие едноставно се во еден таков застој, на фаза на застој, значи речеме дека ова е стоп. Да речеме стоп, но всушност е застој, каде што така остануваат се до пубертет. И дури во пубертет веќе една по една успеваат да созреваат. Ќе видиме како понатаму се случува тоа и ја продолжуваат нивната делба. Но интересно е дека дори да стигнеме до пубертет, женската единка, од тие 2 милиони, значи од тие 2 милиони ќе останат околу 400.000, значи 400.000, од кои во текот на својот живот таа ќе искористи околу 400, сега плюс минус повеќе или помалце. Сега не дека тие останатите ќе останат заробени во овариумот, него едноставно ќе изумрат, бидејќи не се изфрла по една јајцеклетка на секој менструален циклус, него се изфрлаат повеќе, но најголем дел изумираат. Е сега да се спуштиме малце овдека на долнава слика, каде што оваа слика представува еден овариум. И сега всушност овдека се наоѓаат сите тие примарни ооцити. Така, значи се наоѓаат сите примарни ооцити и едноставно чекаат да ја продолжат својата мејоза. И сега речеме дека ова се сите примарни ооцити и тие почнуваат еден циклус, каде што еден циклус на созревање, каде што ја продолжуваат својата делба, значи речеме од тука и стануваат пополека поголеми и поголеми. И овдека се случуваат многу фази за кои сега нема да збориме, кои се контролирани од голем опсек на различни хормони и се случуваат различен број на процеси, бидејќи тука има многу клетки кои го обкружуваат, па се образуваат графови фоликули, па некои се образуваат жолти тела и така натаму. Но тоа сега нема да го разгледаме. Едноставно важно е дека во ова созревање од примарен ооцит, значи примарен, стигнува до секундарен ооцит. Сега не сите, но тие што успеваат, значи стигаат до секундарен ооцит, каде што
тогашка всушност излегува од овариумот. И ова е процес на овулација. И сега да речеме ја имаме таа една јајцеклетка која всушност представува секундарен ooцит, каде што сега повторно прави една пауза, каде таа пауза е всушност пауза кај метафаза 2, значи веќе е навлезена во мејоза 2, значи втората пауза, ева каде бележиме втора пауза е во метафаза 2. Значи мет 2. И во овој момент всушност има n број на хромозоми кои се со вредност 4c. Бидејќи нели овдека примарните имаа вредност 2n4c и бидејќи завршила првата фаза на мејоза, сега имаме n4c. Значи имаме 23 хромозоми кои се наоѓаат како кои се изградени од две хроматиди, затоа имаме 4c. И сега ако всушност следевте, ќе речете па кај е другата клетка, бидејќи ако од една клетка, значи оваа овдека, ајде да земеме со црвена боја, значи ако оваа клетка сега созрела и станала N4C, каде е другата клетка со N4C, бидејќи треба да има уште една клетка. Епа всушност, значи оваа е една клетка која е бележена со црвено, да речеме овдека ќе ја нацртаме, и сега дали таа реков дека е 2N4C, примарниот ooцит, и сега таа за да стигне до секундарен ooцит, всушност да, врши нели делба и прави нели втора пауза на метафаза 2 како што рековме, и се образува тој секундарен ooцит. Но се образува една клетка која добива целата цитоплазма од примарната и една која се нарекува полово тело или полоцити се нарекуваат, кои што го добиваат значи генетскиот материјал, еве да бележиме со бела боја, значи добиваат N4C генетски материјал и ова нели има N4C како што рековме, но ова бидејќи не добива цитоплазма, едноставно таа клетка ќе изумре. И така да од еден секундарен ooцит ќе се добие само еден примарен од еден примарен ooцит ќе се добие само еден секундарен ooцит. Сега нормално, како што реков, се прави пауза и се уште не е завршена целата делба. И сега оваа клетка иде низ јајцеводот и стига до одредена позиција, каде што чека да биде оплодена од сперматозоид. И сега да речеме дека имаме еден сперматозоид, кој тој сперматозоид има N2C генетски материјал. И сега таа јајцеклетка која ќе се спои, ева каде направиме јајцеклетка портокало, значи која ќе се спои сперматозоидот со јајцеклетката, се случува нормално оплодување и тогашка продолжува на некој начин втората фаза, значи прекинува паузата во која беше јајцеклетката и сега еве да речеме, тука ја цртаме јајцеклетката и сега да речеме дека е и ова дека е јадрото, дека ова е јадрото. Ова нели беше N4C, бидејќи уште не е завршена мејозата. И сега овдека навлегло јадрото на сперматозоидот, да го нацртаме вака, кој сперматозоидот нели беше N2C. И во овој момент се праќаат сигнали, тоа нема го разгледаме како што, но јајната клетка ја продолжува својата мејоза, каде што од ова тука јадрото, ај сега ќе го избришеме, да речеме вака ќе го избришеме, ќе се подели повторно, бидејќи нели како што рековме мејозата е кариокинеза, нема потреба поделба на цитоплазмата, него мејозата, односно и митозата е делба на јадрото, која најчесто е проследена со делба на цитоплазмата, не мора секогаш. И сега при овој случај ќе се добијат две јадра, каде што овие две јадра ќе имаат n број на хромозоми со 2C вредност. Но едното јадро повторно ќе изумре. Да речеме дека ова јадро, да земе со црвена боја, ова јадро изумрело и ќе остане само едно. И сега ова едно јадро веќе нема да има 4C вредност, нели ова сега едно јадро ќе има N2C. И сега ова едно јадро веќе ја завршила мејозата, ќе може да се спои со спермата и N2C плюс N2C ќе образуваат клетка која, ајде сега тука немам доволно место, вака ќе продолжиме некаде подоле, вака тука некаде, ќе образуваат една клетка која ќе земе со виолетова боја, ќе биде 2N4C.
и од таа 2N4C после може да се одвие митоза и ќе се добијат две клетки кои ќе имаат 2N2C, 2N2C и веќе може да почне развиток на зиготот. И сега да направиме една, мислам, кратка сумација. Значи започнуваме уште додека е во ембрионот, се формираат оогони и тие оогони на почеток имаат нели 2N 2C, од кои, значи да време некаде околу третиот месец, се формираат примарни ооцити, кои што имаат, значи веќе се редуцира до некаде бројот, кои што имаат сега клетичен материјал 2N4C. Мислам веќе започнуваат мејоца, тие може да имаат 2C, значи може да имаат 2C, но поминува нели синтетски период и се прави 4C. И да рековме дека имаме 2 милиони, па тој преминува на 400.000, значи 400.000 и после, значи со тек на созревање, значи по една клетка месечно, од почеток на пубертетот, значи после пубертет, се формираат, значи од кога ќе созрее клетката, се формира секундарен ооцит. И сега овдека ово е застанат во метафаза 2, ова е застанат во метафаза 2, додека примарниот ооцит беше застанат во профаза 1. Профаза 1 ќе ја бележиме, поточно во диплотниот стадиум од профаза 1. И овој секундарен ооцит има генетски материјал кој што е N4C, значи N4C, и сега тој чека тој ооцит чека да биде оплоден од некоја спермна клетка, речеме дека тука имаме спермна клетка која има N2C, и кога тоа ќе се случи, едноставно продолжува редукционата делба и ќе се добие еден сперматозоид кој има N2C и ќе се добие јајца клетка која го завршила својата мејотска делба и таа сега има генетски материјал N2C и тие сега заедно може да образуваат една клетка која ќе има генетски материјал 2N4C и понатаму се образува нели зигот, и по пат на митотски делби се добива нели плод. Значи ова беше една сумација, сега може да ја избрзав малце, брзо го кажав материјалот. Се надевам дека успеавте да ме проследите. Сепак се обидувам да биде што пократко видеото. Исто сакам само да напоменам дека како што видовме, мислам ја тоа спомнав во некој од првичните видеа, дека овие овдека додека чекаат примарните ооцити, бидејќи нели само еден созрела на месец, што подолго време тука седат и што подолго време се изложени на надворешни влијанија, мислам на надворешни и на внатрешни влијанија, се поголема е шансата да имаат нарушен генетски материјал, бидејќи они сепак се застанети во една мејотска делба, значи не се одвиваат никакви процеси во нив, едноставно се стопирани сите механизми и поради тоа се многу подложни на некакви промени. И нели како што реков, спомнав некоја статистика дека што е постара мајката, се многу поголеми шансите да се јават некакви хромозомопатии кај плодот. Нормално не мора секогаш тоа да зависи, но сепак се зголемува шансата. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе збориме за структурата на хромозомите, малце подетално, иако спомнавме нешто во минатите видеа, сега ќе се држиме малце подетално и така, ќе се видиме во наредното видео. Дојдување.